Минатата сабота зборувавме за праведниот Ное, така е насловив темата, преку кого што го видовме лицето на праведните во предпотопниот свет, како паралела на оно што ќе биде во наше време, затоа што самото писмо вели дека како што беше во Ноево време, така и ќе биде пред доаѓањето на Синот човечки. И како што беше во Лотово време, така исто ќе биде и при доаѓањето на Синот човечки. И навистина живееме во такво време. Да се подсетиме на два стиха, кои што ги читавме минатиот пат. Битие, 6 глава, прва Мојсева, 6 глава, 5 стих. Какво време беше Ноевото? Господ виде колку е голема човековата расипаност на земјата и дека секоја мисла во неговата памет секојаш е само зло. И рековме минатиот пат. Ова е тешко човек да го замисли воопшто. Да немате ништо добро веќе во себе. Значи да мислите само како да напакостите, да расипете нешто, да направите зло, да убиете, да украдете и така натаму. Страшно. 11 стих. Значи, она што е во мислите, нели, излегува и на површина на дело. 11 стих вели, во Божите очи земјата беше се расипала, земјата се наполни со насилства. Минатиот пат спомнавме и дело тоа и читавме во Патриарси и пророци. Какво било тоа време? Ма не знам што и да имате, не ви вреди, затоа што ќе дојдат и ќе ве оплячкаат. Ќе ви одземат и имот, и може да мислите во тоа време. Златото и среброто биле на површината на земјата пред потопот. Елен Вајд вели во Патриарси и пророци, луѓето се надпреварувале колку поубава куќа ќе направи за себе, и може да замислите сега какви били тие куќи, да кажем, или живеалишта, злато, сребро, значи све плескало. Себишни станале, заборавиле на Господа. Насилни дури, грабале еден од друг, се убивале. Жените си ги взимале едни на други, нели читавме за тоа. Страшно време. И во тоа едно такво време Ное обстанал, нашал милост кај Господа, имал цврста вера, бил цврст како карпа, како што читавме. Праведен, непорочен. И она, најбитното, одел со Господа. Истиот извештај, како што реков минатиот пат, како и Енок, одеше со Господа. Тој го одржи. Значи, минатиот пат видовме како издржи праведниот Ное, лицето на правдата, да кажем, на праведните. Меѓутоа, денеска ќе го видиме лицето на злото и на злите во тоа време, паралелно со тоа, како ќе биде лицето на злите во наше време. Затоа што писмото вели, како што беше во негово време, ќе биде и во последното време. Што доживел Ное? Само да спомнам неколку изрази, како го нарекувале. Измамник, глупав, фанатик, прост, забеган, луд. Тоа биле зборовите кои што ги слушал од луѓето, од толпата. Така да не се изненадиме ако такво нешто слушаме за самите себе. Тоа воопшто не е за изненадување. Бил исмеван. Јас пак ќе се сетам, вчера спомнав, го гледав она видео од 24, телевизија 24, 24 вести, како се вика, кај што се зборуваше за легализирање на истополови бракови, кај што гости меѓу другите беа Ивица, значи отец Ивица, го знаете сите, а од друга страна Боки 13. И само да ја видевте фацата што ја правеше и како се однесуваше Боки спрема мислењата, значи и оние тврдења од Библијата и според верата на православието, односно тоа е тоа, истото што они го веруваат во овој правец и ние го веруваме. Какви фаци правеше, како се исмеваше на некој начин. Тие луѓе имаат сосема поинакви вредности, ако може да се нарече вредности. Обштеството пропаѓа, моралот, се пропаѓа. И то нагло се оди кон тоа време, како што било и во времето на Ное. Го исмевале праведниот Ное, го правеле луд, го правеле фанатик. Немојте да очекувате нешто поинакво.
во последното време, во наше време. Веќе тоа се гледа и се слуша. Видите само некои секвенции од, значи, она можеби најголема група. Ќе видиме неколку групи на луѓе кои што останале надвор од арката, од бродот. Нели минатиот пат зборувавме за тоа кои биле спасени. Ное со своето семејство, тројцата жената, тројцата синови и нивните жени. Да ја видиме таа најголема група. И некои, значи, секвенци, некои делови од тоа каков бил животот во тоа време, какви биле луѓето. Вели Господ на предпотопните луѓе им дал големи интелектуални способности и богати дарови. Може да замислите кој коефициент на интелигенција, да се изразиме така, го имале тие луѓе тоа време. Нешто не можеме да влечеме воопшто паралела со денешните нај интелигентни луѓе. И пазете до кое дередже дошле. Само после 1600 години, или отприлike 1654 година, ако сметате според годините во 5 глава, таму Битие, ќе дојдете до 1654 година кој се случил потоп. За многу кратко време. Чи не е во интелигенцијата, луѓе. Не е во интелигенцијата воопшто. Но тие, вика, место кон дародавецот се свртеле кон себе, златото и среброто кој било распослано по земја да го користеле за да се изградат што побави куки. Самите се измислувале богови, заборавајќи на Бога. Значи, кој знае што се правили, какви кипови тогаш. И ја напуштиле скромноста и едноставноста и се дале на расфрлање, джинджурење, да не кажам, сетете се на тоа како се расширило многу злото. Како, на кој начин? Кога Божите синови почнале да гледаат на човечките керки. Зошто? Зошто почнале да гледаат на човечките керки? Што немало ли Божи керки? Да, разголени, нашминкани, накитени, зинджурени или не знам што. Тоа почнало да ги мами. Па потоа овие керките Божи, гледајќи дека ја губат конкуренцијата, па почнале и тие да се джинджурат. И ете го злото. Тоа само аспекти, делови. Или дошло до мешани бракови и така натаму. Правдата била погазена. Каква правда, луѓе? И фрлена во прав, насилства, убилства, исмевачи, подигрувачи, како што проучувавме минатото тромесечие, Петрово послание. Во последно време се јават подигрувачи. Што ќе велат? Научници, нели? Учени луѓе. Каков дошт, што е тоа воопшто? Никогаш капка дошт не паднало. Нема ни да биде. Ово е полудел, значи, на вистина, Ное. Измамник е, сака да не измами. Со ширењето на гревот, вели, се повеќе се намалувала неговата тежина. Знаете, колку повеќе грешите, вие толку полесно гледате на гревот. По-нестрашен, односно дури пожелен вие и дури и на крајот ќе дојдете во ситуација која ќе се исмевате на оној другиот што ете толку морално истенчени начела има, па се фаќа за, не знам, за ситници, односно крупните работи веќе се ситници. Ви реков, му се исмеваат на ивица заради ставовите дека само маж и жена може да влезат во брак. Во кое, значи, состојба се наоѓа таков човек, за жал. Може би има се уште шанси, не можам да судам. Значи, со ширењето на гревот се повеќе се намалувала неговата тежина. Почнале да велат дека законот не важи веќе. Аха, значи нешто слично како во наше време, спомнавме. Дека Бог е милостив, дека Бог е љубов и никогаш не би направил тој такво нешто да земе сега да ја уништи целата раса, како што Ное ни проповеда. Демек само требало да влеземе таму и таму ќе бидеме спасени, оти Господ ќе пуштил потоп. Не, нема шанси такво нешто да се случи. Така и денеска проповедаат љубов. Господ е љубов, да. Ама како ја представуваме таа љубов? Велеле дека за тоа прво би морале да бидат запознаени учените се извинувам, скокнав малку. Никако не можеле да ги прифатат тезите на Ное за сеопшт потоп заради отсуството на дожд. Велеле дека за тоа прво би морале да бидат запознаени учените луѓе и мудреците на овој свет. Кои мудреци, кои експерти кои што станаа веќе секој втори во наша Македонија? Само мудруваат, човечка мудрост. Која што во Божи очи е што? Лудост. Тешки времења, навистина, но не треба да се плашиме. Воопшто. Матеј 5 глава.
Што не кажува Исус таму во на гората на блаженствата, уште на самиот старт, значи на таа негова голема проповед, Матеј 5, 10 до 12. Блажени се оние кои што се гонети заради правда, зашто е нивно царството небесно. Блажени сте кога ќе ве нарекуваат, навредуваат и гонат и говорат лажно против вас секакви лоши зборови заради мене. Господ вели, радувајте се кога ќе се случуваат така. Како успел Ноe да издржи? Па Ноe бил воден од Духот Свети. Господ одел со, односно он одел со Господа, нели? Читавме. Одел заедно со Господа. Господ му давал сила. Господ, Ноe, се извинувам, не обрнувал внимание на тие исмевања, на сите тие работи околу него што се случува. Тој гледал нагоре. Ова е една поука за нас. Не обрнувате внимание на тоа што ќе зборуваат за вас, ќе го обвинуваат, можеби, ќе зборат, леле, ја знам во Штипуште на времето, значи 90-ти, која година таму, Штипјани, ден денеска, што знам што да кажам, многу клет народ, не знам како да ги наречам, стварно. Ајде, можеби и лоши зборот. Аха, таму кој знае што прават, се соблекуваат, не знам што прават. Значи, меѓу народот се шират разни гласи и не сакат да влезат да видат што се прави. Не обрнувате внимание на такво нешто. Ве оговараат, негде сте снушнале нешто. Не обрнувате внимание на тоа. Гледате нагоре, ако сакате да издржите, инаку можете да изгубите многу лесно верата. Да ве одвлече ѓаволот со мислите или како и да е. Видите што веле еден цитат од Духот на пророштвото. Ноe бил испитан и испробан целосно. Или што веле ние и уздуш и попреку. Целосно. Па сепак го сочувал својот интегритет пред лицето на светот, кој бил целиот свртен против него. Замислите си, Ноe против целиот свет. Таква била состојбата, пред самиот, нели, потоп, морам. Ико, нели, предходно од минатите генерации, нормално дека имало луѓе кои што биле спасени. Но во тој момент, тој, односно вкупно, оние 8 души против целиот свет. Вчера беше оној утренски стих, 1 Цареви 19:18, кога Илија ја дикува таму во пештерата сокриен и му вели на Господа дури на 2 пати во 19 глава, значи 1 Цареви. Господе, ревнувам за тебе, ама што да ти останав јас сам, сите ги испотепаа, јас сум сам. Земи ми го и мене животот. Сам против сите. Иеко, нели, Господ ќе го охрабри во тој стих, конкретно 19:18, му вели уште 7.000 има кои што не ги приклонија колената пред Ваал. Да, некојаш, можеби, некој од нас ќе доживее такво некој искуство, кај што можеби ќе се чувствува сам. Можеби тоа ќе биде наше огнено крштевање. Сам против сите. Но не забравяйте, Господ е со вас. Матеј 24 глава. Ова мора да го прочитаме за да пред да тргнеме во разгледување на тие неколку групи, кои што може ги има повеќе, меѓутоа оние кои што јас ги видов. Значи Матеј 24 глава 39 стих. И не знаеа додека не дојде потопот и однесе се. Така ќе биде и доаѓањето на човечкиот син. Што се случи? Дојде потопот и однесе се. Што однесе? Кого однесе? И некојаш вака многу бегло, нели, ќе го погледнеме, ќе го прочитаме овој стих и речеме, да, однесе се. Меѓутоа ги однесе сите оние кои што беа надвор од арката, од бродот. Кои се тие? Какви све групи на луѓе имало? Еве, јас најавив малку секвенција, некој читав, односно спомнав од она убава глава, прочитајте ја, потоп, 7 глава од Патриарси и пророци, кај што нели имало отворени бунтовници, смевачи и така натаму. Но, дали само тие? Еве сега ќе разгледаме некои други групи на луѓе. Битие 5 глава. Значи, назад се вракаме, 1 Мојсија, 5 глава. И читаме 28 стих.
подолу, од 28 до 2 стиха подолу. Кога Ламех наполни 182 години, му се роди син. Според писмото се вели дека Ное му бил прв син на Ламех. Му го даде името Ное и кажува, зошто после 30 стих, по Ноевото раѓање Ламех живееше 595 години и му се раѓа уште синови и керки. И Ламех поживеа 777 години, реков минатиот пат умрел пред Матусал, пред својот татко, дедото на Ное. Но, забележувате, Ламех имаше и други синови и керки. Каде беа тие? Браќа и сестри на Ное. Да, може би некој од нив порано починал, мада малко е тешко да замислите, видите колку години живееле. Во 600-та година на Ное дошел потопот. Значи сите овие помлади од него имале по 500, да кажеме. Каде биле тие? Веројатно надвор. Нели ги имале истите можности како и Ное? Истиот татко, Ламех, праведник. Истиот дедо Матусал. Матусал е исто величина на човек, верен човек. Заедно работел на арката со Ное, во изградбата. Заедно проповедал со Ное. И живеел до самата година, на самиот потоп. Да не забравяме прадедото, Енох. Интересно е, кога ќе замислите само, нели, некој само читаме години, нешто, па дури на почетокот кога читав, да ви кажам, ама беше досадно, меѓутоа нема досадно место во Библијата. Значи, едноставно копајте, ќе видите дека се нешто ново ќе излегува. Кога Енох се раѓа, Адам имал 620 години. Тоа ако читате од Константинов и во Кинг Джеймс, ако читате во ревидираниот превод, там има многу грешки во годините. По 100 плюс додавано. Не знам зашто и од каде, меѓутоа и во стариот православен превод беше така, и во овој ревидираниот гледам нема баш некои поправки направено таму. Значи, кога Енох се родил, Адам имал 620 години. Видите сега, кои се луѓе имали директен контакт со Адам, што сакам да ви кажам? Тие синови и керки на Ламех, значи браќа и сестри на Ное, можеле да од прва рака, буквално не од Адам, меѓутоа да се научат од својот татко кој што бил современик, живеел со Адам. Адам кој што лично знаел што се случи, го доживеел падот, истерувањето од Едемската градина. Замисли си кои можности ги имале. Меѓутоа што, ати тоа не е доволно, па и со Исуса оделе. Па и низ пустината оделе и 300 чуда гледале од Господ. Тоа не е доволно. Матусал кога се родил, Адам имал 685 години. Бил се уште тука. Ламех кога се родил, Адам имал 872 години, значи таткото на Ное бил се уште, дојка кога се родил, значи живеел скоро 100 години, не толку многу, 60 на години, дојка Адам се уште бил на земјата. Може ли лично од него да се поучат, да слушнат за падот, да слушнат за надежта во спасението? Кои се можности? Истите можности ги имале, меѓутоа само Ное од сите тие деца на Ламех се спаси. И ништо чудно, денеска ќе видите исти родители, двајца синови, едни од ваков, други од инаков. И си викате, па до што е? Па едни од слушал, други од не слушал. Што друго може да биде? Исти родители се тие. Страшно е. Може да замислите сега, фала му на Господа што немало, значи арката на Ное немала прозори од страна. Прозори или што биле тогаш. Не знам што материјал би било тоа. Па Ное да ги гледа тие сцени. Да ги гледа таму своите браќа и сестри како се дават. Знаеме, читаме таму описот на арката, само од дозгора имало дел, од каде што доаѓала светлина, и тоа така добро биле, значи, организирани сите тие соби, да кажем, или внатре, или на 3 спрата, каде што секаде можело да допре светлина. Чи нагоре, затоа Ной не можел да го види копното, нели, која почнало да пресушува, да се повлекува водата, па праќал птици и така натаму. Добре што било така. Страшно. Погледнете друга група. Значи, првата рековме браќа, сестри, значи блиски, роднини.
некои биле длабоко осведочени и би ја прифателе опомената. Внимавајте, длабоко осведочени. Не нешто онака, површно, длабоко осведочени. И би ја прифателе опомената. Но имало толку многу такви, кои што се подбивали и смевале со Ное, што и тие најпосле му подлегнале на истиот дух. Затоа реков и пред 2-3 саботи зборувавме за гнасотиите, за она на што се гнаси Господ. И да се тестираме, да видиме дали сме ние на таа линија или полека може и под влијание на и смевачи, на вакви, на такви, на експерти, на не знам што, па попуштаме и полека го менуваме курсот од она што сме научени, она што го вели Библијата. Значи, затоа што имало толку многу што се подбивали и смевали, што и тие, вели, најпосле му подлегле на истиот дух, му се протиставиле на повикот на милоста и набргу се нашле меѓу најдрските и најбезочните подсмевачи. Овие сега станале најголеми подсмевачи. Оние кои што биле длабоко осведочени од пораката на Ное. Зошто? Затоа што ова е правило. Никој не е толку безобзирен и не му се предава на гревот до таа мера како оние кои што еднаш ја имале светлината, па му се спротиставиле на Божиот дух, кој може да убеди или осведочи душата. Никој толку безобзирен и значи не му се предава толку на гревот како оној кој што еднаш бил запознаен со вистината, бил во вистината. Страшно. Замислите си, одите по семинари, не знам, по проповедници имате кои што патуваат, па не знам, ги викаат на семинари, па ваков предавач, па таков предавач и јасни, силни пораки, длабоко сте осведочени и се осведочени. И на крајот, слушате, отишел, не само што отишел, туку станал голем критичар на црквата, односно на вистината, ќе кажам, не на црквата. На вистината голем критичар станал. И денес, како погледнете, толку многу групи има на интернет, само, што интернетот сега, нели, мрежа, која што многу лесно ќе дојдете до податоци, поточно, порано. Ќе видите еден куп групи, кои што ја напаѓаат црквата, ја напаѓаат, односно вистината, ја кажам пак, и тоа се луѓе кои што се трудат, значи што се трудат? Да ве внесат во арката? Не, да ви изнесат, или да дозволат да не влезете воопшто. Тоа им е целта. Дали биле вакви, дали биле онакви, не е битно. Дали верувале во антитринитаризам, или верувале во лунарна сабота, или светкувале годишни саботи и празници, или имат многу групи, навистина. И тие биле некојаш длабоко осведочени, меѓутоа отпаднале и станале критичари и смевачи. Вели еден друг цитат, вели, оние кои што исповедале дека го признаваат Бога, биле тие кои први ја отфрлиле веста на Ное и преку нивното влијание и други биле водени да ја отфрлат. Тоа што ја кажа. Неверојатно е тоа силно влијанието на лагата и на лажната вест е многу јако. Па минатата сабота или предминатата го зборувавме моментот со Павле која го укорил Петра, дали кој што дволичел. Кој бил заведен од Петровото дволичење? Сеќавате ли таму? Варнава. Тргнал по Петра. Че видите колку лесно може човек да биде заведен, ако не е добро втемелен. Една друга група. Чистата и прекрасна едемска градина, вели цитат. Минатиот пат спомнав малку по ова. Од каде што беа протерани нашите прародители, останала се додека Господ не намислил да ја уништи земјата со потоп. И сега замислите си, луѓето ја гледали едемската градина одалеку, нели? Не смеат да придат таму. Знаеме дека е чувана. И тоа е се уште еден доказ за целата вистина, дека тоа е изгубениот Едем, кон кој што само преку влекување во арката можеме да го добиеме, да го вратиме назад. Какво сето тоа влијание можело да има на нив? Меѓутоа, пак ќе кажам, не е. И не е доволно е влијанието. Не е доволно влијанието. И Адам лично да ви проповеда, да ви кажува. Значи, оној кој што го доживеал тоа и Исус бил меѓу луѓето, па пак, тоа не е доволно. Очигледно дека не е доволно. И има една друга група.
цитатот е од едно писмо на Елен Вајд, вели, има такви кои ќе бидат како луѓето што помогнале во изградбата на арката. Значи, покрај Матусал, имало тука многу столари и луѓе кои што се разбирале и помагале во изградбата, тоа се градело 120 години, значи имало потреба од голема снага, спомнав минатиот пат, читате тамо тоа, гофер дрво било неверојатно цврсто како камен, кој знае со какви алатки се сечело, се правело. И учествувале во изградбата на арката. И пазите, тие имале прилика не да го слушаат Ное само од време на време. Ете, ќе дојде, па ќе слушне, па ќе отиде. Секојдневно биле тука со Ное и Ное учествувал во градбата. Значи, таа негова вера била жива вера. На лице место се гледало дека човекот е стварно внесен целосно во тоа, верува во тоа. Тие, вика, ја слушаат вистината, ја имаат секоја предност да станат луѓе со морални вредности, но сепак нема, вика, да го изберат доброто општество, туку расипаното. Денеска мнозина. Затоа што така им одговара, така сакаат. Живеат по телото. Не му дозволили на духот да го заокупира нивното срце, тронот на нивното срце. Иако имаат свој удел во подготовката на вистината, за да ги подготват, значи спремаат луѓето да се одржат во Господовиот ден, тие ќе настрадаат во сеопштото уништување, како и Ноевите столари кои помогнале во изградбата на арката. Господе, помогни ни да не бидеме во таа група, вели Елен Вајд. Че прави паралела со наше време и тогашно време. Сите ние, браќи и сестри, учествуваме во изградбата на арката. Сите ние со некои своји дарови, таленти, нели, кои што ги користиме. Некој може би колпортира, некој може би, има дар на говор, некој има самаритјански дар да посетува, да храбри, да теши, исцелителен дар, така натаму, здравствена реформа ни е дадена. Сето тоа се значени добри дарови и сите ние учествуваме во градбата на арката, но да не испадне, може би сум колпортер, да не ви замери сега Дане тука, јас сум колпортиран, не е битно само еден дел, само заради мислата што следи, па само го взимам како пример колпортерство. Да не испадне, си одел за Бога цел живот, ама што, ти си запоставил да одиш со Бога. Може би си одел за Бога, одат, патуваат со авиони, некој тие стендиши бракета, мада стелени од почина, сега веќе другиот е стар, меѓутоа порано, како пример ги взимам. Па не се свртуваат дома жените да си ги видат, буквално, значи по неколку дена дома се. Затоа што постојано беа активни, одеа и проповедаа, меѓутоа можеш да одиш за Бога, меѓутоа треба и да одиш со Бога, како што Ное одеше. Тоа е клучното. Можеш да учествуваш во изградбата на црквата, на вистината, пренесување на вистината до светот, но не заборавајте да го имате она лично искуство со Господа. Само тоа може да ве одржи. Одењето со Бога. Привршуваме. Битие 7.23. Крајниот резултат. Беше истребено секое суштество од земјината површина, како што во Матеј пишуваше. Се однесе водата. Човекот, животните, лазачите и небесните птици, се беше збришено од земјата. Остана само Ное и оние што беа со него во бродот. Спасението е во бродот. Спасението е во послушноста. Верата и послушноста. Господ му рече на Ное влези, Ное влезе. Оние другите не влегоа. Еве, видовме зошто. Од кои причини. Некој беа многу близу. Некој учествува во изградбата на арката. Не влегоа. Да не даде Господ тоа да се случи со нас. Да читаме во Псалм 91 и дури би го прочитал и целиот, затоа што е супер. Значи, стварно, баш погоден во контекст на ова што го зборуваме. Ти кој живееш под покрив на Севишниот. Ова е многу, дава една слика на баш на арката. Значи, каде што си заштитен од сите неволи, од безнењето на брановите. Ти кој што живееш под покривот на Севишниот, што се одмараш во сенката на Содржителот, речи му на Господа, прибежиште моје, тврдино моја, Боже мој, на кого се надевам.
Зошто тој ќе те ослободи од примката на ловецот, од гибелниот помор, ќе те заштити со своите крилја, ќе се засолниш под неговите крилја, неговата вистина е штит и закрила. Неговата вистина е штит и закрила. Ова е многу убав стих. Не ке се боиш од ноќен страв, ниту од стрелата што лета дење, ни од поморот што се подхраднува во темнина, ни од гибелта што опустува напладне, и нека паѓаат 1000 покрај тебе. Илјадници, милиарди дури се спомнуваат. Мислам, се доаѓа до некој заклучок дека имало милиарди тогаш. Колку не знаеме. Десетици илјади. Че во Библијата ќе забележите дека никаде не се спомнува збор милиони. Немало милиони, тогаш не били. 1000 е, 1000. Значи, 1000 е како најголем број, меѓутоа кога сака писателот да опише некој голем број, милиони, милиарди, вика 1000. И тука вели 1000. До твојата десница вели, но до тебе нема да се приближи. До Ноe никој, ништо не се приближи. Ноe преживеа само заради тоа што веруваше. И влезе, беше послушен, влезе во арката. Само штом погледнеш со окото, веќе ќе ја видиш платата на грешниците. На оние што те исмева, можеби на оние што те руга, и така натаму. Сега кој сме кај ова, малку само една дигресија, денови, исто вчера, некоја гледам видео во кое што, на некоја телевизија, мислам дека беше таа Хепи телевизија, значи вадено видео од Хепи телевизија, таа српска некоја телевизија, не знам која е, каде што гостува Миодраг Петрович, како се викаше овој црногорецот. Човекот станал популарен, да ви кажам, во последно време, бајаги го бараа тамо. Сега човекот си верува, како што си верува, не влегувам во тоа, меѓутоа сепак храбро изнесува некои работи. И тоа многу храбро. Му се укажало прилика на телевизија. И сега, темата нешто беше за тајни друштва, за масони, за такви работи. И сега овој другиот до него, нешто поинаква теза, нели кажа, сосема спротивна. Тие се поклоници на сатаната. Знаете како е директен, он сте гледали некој видео од него сигурно, како е директен, дека сече. Под мач батл, тоа е еден познат негов израз кој што е познат во цела Србија сега, кој што го гледа. Под мач батл. Застели сето она, вели, он како да се залара за некој душевно царство. Не е битно сега да не навлегувам во тоа. Не сакам да толку многу го рекламирам, но еден момент беше битен. Овој до него, значи троица беа соговорници и водителот. Овој до него вели, знаете што, вика, тоа вика кога вие му зборувате на Господ, сакам да ви опишам, значи како тие така наречени учени луѓе гледаат на некои работи. Тоа вика кога вие му зборувате на Господ, тоа нели вика се вика молитва. Ама кога Господ вам ви зборува, тоа се вика шизофренија. Замислите. Забегана работа, да. Замислите го Ное, замислите се себе во последно време. Замислите се со порака од Господа испаѓате пред луѓето и проповедате. Мрднати. Што друго може да очекуваме? Во кое време живееме? Но, тие, кои што ќе викаат мрднати, не знам, вакви, такви, тие, односно ние, дај Боже, да бидеме, единствено ќе бидеме спасени за жал, затоа што пораката на милоста ќе биде одбиена. Вели понатаму псалмот, зашто Господ е твое засолниште, го избра Севишниот за своја закрила. Секој има право и може да направи избор. Ние го избравме, верувам, Севишниот. Само под неговата закрила има спасение. Нема да те најде несреќата, неволјата нема да се приближи до твојот чатор. Нема ни да се приближи. Господ ти каже до тука и точка. Какви ли се биле тие бранови, како обеснеела целата состојба, каква била, не дека, не знам, материјалот бил цврст, што мислите дека било само до цврстината на материјалот? Не, бе, Господ бил заштита над Ној, над неговото семејство. Господ е заштитата. Зошто им заповеда на своите ангели да те чуваат, познатите зборови, со кои што ѓаволот се обидел да го куша Исуса во пустината. Зошто им заповеда на своите ангели да те чуваат на сите твои патишта, ке те носат на раце за да не се сопнеш на камен,
Со ногата ќе газиш лав и лутица, ќе ги изгазиш лавчето и змијата. Ќе го избавам зашто ме љуби. Сега Господ се обраќа и вели, ќе го избавам зашто ме љуби. Ќе го закрилам зашто Господовата, зашто го позна моето име. Ќе ме повика и јас ќе го услишам. Со него ќе бидам во неволја. Ќе го спасам и ќе го прославам. Ќе го наситам со многу денови. Ќе му го покажам моето спасение. Тие многу денови се безброј денови. Слава на Господа нека му е. Но, уште само еден мал дел, кој што исто битен. Значи, читавме. Се беше уништено, се беше збришено и животни, и цел живот, жив свет и се. И се спасија само Ное и уште 7 души. Или имаш уште нешто тука спасено друго. Животните? Да. 2 по 2, нели? Односно по 7 од чистите. Како влегоа во арката животните? Тоа беше својвидно чудо. Видите што вели Елен Вајт на крајот свој ќе заврши. И тоа го гледаат неверојатно интелигентни луѓе, мудреци на овој свет. Го гледаат, измисли сега, го гледаат магарето како влегува, со магарицата. Намерно го взимам магарето како пример, нели знаете. Сите тие мудреци. Луда работа. Ако читате тамо, дури поготово тие 7 дена доека нели било затишје пред бура, кога Ное е затворен внатре, каква забава одржале околу арката тамо, како се исмеале, како тоа било врв на тоа лудување кој што го имало. Видите, тоаш вика, Божиот слуга му упатил на народот последен свечен повик, или пред да влезе самиот Ное. Со болка и со сесрно што не може да се искаже со зборови, ги преколнувал да побараат прибежиште, доека уште може да се најде. Тие повторно ги отфрли неговите зборови, го исмевале и му се подбивале. Но од ненадеж, среди исмевањето, убава слика, толпата подсмевачи замолкнала. Зошто? Зато што ги виделе животните како во строј легуваат. Че никој не ги терал со стап или не знам што. Не, сами. Ангелите, всушност, тука биле. Се видело како од планините и од шумите се спуштаат животни од секој вид, од најдивите до најпитомите и мирно се упатуваат кон ковчегот. Се слушнал шум, сличен на ветер, кој со своите крилја го создавале птиците, доаѓајќи од сите страни. Какви сцени биле тоа? Биле толку многобројни, што го затемниле небото, но во совршен ред се приближувале кон ковчегот. Животните, внимавајте каков цитат, животните ја слушале Божјата заповед, доека луѓето останале непослушни. Страшно. Но тоа го прави гревот. Полека, кога попушташ, кога влегуваш, со таа маса на исмевачи, на мудреци, на вакви такви, кога гледате човечка мудрост и слушате човечка мудрост, никаква импресија, никакво влијание, не знам каква слика да видите и чудо пред вас нема да делува. И вели овде, предводени од светите ангели и животните и птиците влегувале кај Ное во ковчегот, сите по 2, машко и женско, како што му заповедал Бог на Ное, а од чисти животни влегле по 7. Светот ова го посматрал со чудење, а некој и со страв. Значи, нормално се тоа, нели, емоции предизвикува на страв. Повикани се филозофите, мудреците, да ја објаснат ова единствена и необична појава. Но напразно. Тоа било тајна во која ти не може да проникнат. Пазите, ова е чудо пред најголемото чудо, дожд, кој што никош не се случил. Но напразно тоа било тајна во која ти не може да проникнат. Меѓутоа, луѓето со своето упорно отфрлање на светлината станале толку окоравени, што и оваа сцена врз нив оставило само моментален впечаток. Жалосно. Луѓе со таков коефициент на интелигенција. Не е во интелигенцијата. Во покорноста е. Во послушноста. Во тоа да се сака како прво. Господ нема да не тера со сила. И внимавајте, вели, само мал впечаток. Дали често пати некојаш може би се чувствувате
ќе излезете од црква, ќе слушнете многу јака проповед, многу силна проповед, и ќе излезете од црква и тоа има впечаток кај вас, ама доека не замине сабота, да речем, или може би порано. После тоа, ништо. Може ќе ве прашаат следната сабота, што зборувавме минатата сабота? Добро, тоа е еден друг момент, може би сте заборавили чисто. Меѓутоа, тоа е може би и податок дека тоа оставило многу мал впечаток во вас. Живееме во сериозни времења. Не сакам никого да плашам или било што, меѓутоа времења налик на Ное, на Ноевото време, времења кои што ќе стануваат се потешки. Еве што се соочил Ное. Какви се групи на луѓе, па не успеале, не влегле во арката. Ное издржал, затоа што Ное одел со Господа, Ное, нели, на почетокот нашол милост пред се, одел со Господа, се учил од Господа, ја проповедал упорно и верно пораката 120 години, иако му се смевале и подбивале, да издржиме и ние до крај, да одиме со Господа. Напред, во Негова сила, без разлика на тоа што велат луѓето за нас. Нека му е слава на Господа. Амин.